Се повеќе гостиварци со симптоми на стомачен вирус. Денеска ќе се знае дали ќе се прогласи епидемија. Над 350 прегледи за едно деноноќие во Гостивар. Тројца примени на болничко лекување. Од вчера во 8 часот наутро до денеска во истиот период имало 204 прегледи на инфективното одделение, 140 прегледи имало на педиатриското одделение, од кои 105 нови и 35 контроли. 9 мина биле на преглед во ургентниот центар. Мерките за контрола и превенција се цело време активни. Она што би се дополнително добило со преку пријавувањето на епидемијата е подобра координација и комуникација на сите чинители, односно на сите надлежни институции. Морам да дадам исто така апел до населението во Гостивар да соработува со луѓето кои што им се јавуваат за епидемиолошко анкетирање и да ги слушаат препораките на здравствените работници во однос на давањето на мостри. Наместо туш, влажни марамици, водата во Гостивар не е за каква било употреба, ниту за пиење, ниту за готвење, ниту за капење. Додека надлежните не дадат други препораки, не смее да се користи ниту за превривање. Од Институтот за јавно здравје препорачуваат зашто и да треба да се користи флаширана вода. За миење заби користете исклучиво безбедна вода, флаширана. За туширање и капење да се користи безбедна вода, флаширана или превриена вода, но да се внимава водата да не се голта. Доколку нема безбедна вода, користете влажни марамчиња или крпи за еднократна употреба за периодот додека водата е забранета за употреба. Избегнувајте подготовка на храна што не се готви доколку не може да се скористи безбедна вода. Користете еднократни чини и прибор за јадење за да избегнете миење. Епидемиолозите советуваат да не се споделуваат чаши и прибор за јадење со лица кои имаат симптоми на стомачна инфекција, од ИАЗ и со препораки за рестораните, кафулињата и угостителските објекти, да не се користи водата од градскиот водовод за подготовка на пијалаци, миење овошје и зеленчук, за подготовка на храна да се користи строго флаширана вода, а да не се користат машините за мраз. Ако имате пристап до флаширана вода, набавете ја за овој период. Потребни се најмалку 4 литри вода по лице на ден. За пиење користете фабрички пакувана вода, флаширана вода. Не користете вода од водоводот за подготовка на храна, миење овошје и зеленчук, што се консумираат свежи, подготовка на мраз, подготовка на сокови, кафе, чај и други пијалоци. Не користете вода од водоводот за подготовка на храна за доенчиња. На терен си обвинителите кои се во постојана комуникација со ИАЗ повеќе информации најавуваат по добивањето на резултатите за квалитетот на водата. Основното јавно обвинителство Гостивар е во постојана координација со Институтот за јавно здравје, каде по наредба на јавен обвинител се вршат анализите и испитувањата на квалитетот на примероците од водата во Гостиварскиот водовод. Според најавите, резултатите треба да бидат готови утре и да бидат доставени до надлежното обвинителство, пошто ќе се донесе одлука за натамошниот тек на постапката, а јавноста ќе биде известена. Во меѓувреме, по наредба на јавен обвинител, локацијата во Вруток и натаму е обезбедена. Надлежните велат дека во тек се епидемиолошко истражување и активно следење на нови случаи, микробиолошки испитувања на примероци од пациенти, испитување на примероци од водата и процена на можните извори на зараза, надзор на водоснабдувањето и санитарно-хигиенските услови.